Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денешното евангелско четиво има или носи исклучително важни пораки за овој свет на кој што и ние припаѓаме, а кој што се соочува со неброени екзистенцијални кризи. Една од многуте кризи е борбата за гол опстанок на живот. Вината се бара не таму каде што ја има, туку се измислува таму каде што ја нема. Неброени милиони човечки усти остануваат гладни без леп. И затоа се виновни луѓето кои што го слушаат благословот Божи да се умножуваат по песок морски, да пренаселеноста на планетата Земја се прогласува за главна вина за сите гладни души човечки и стомаци човечки по лед и по вода. А вината лежи на некое сосема друго место. Заправо во оние луѓе кои што обвинуваат дека премногу луѓе не има. А тие што обвинуваат дека премногу луѓе не има, се најбогатите луѓе на планетава Земја. Нивната лакомост е ненаситна, браќи и сестри. А според златоустовата логика, дека богатејќи се осиромашува неколку луѓе околу себе, јасно е дека плутократите, оние кои што не знаат колку злато и пари имаат во банкарските трезори, сето тоа богатство го трупаат во банкарските сефови за сметка на милионите гладни луѓе на планетава Земја. Како тоа изгледа ни кажува денешното евангелско четиво, кое што почува со зборовите: еден богат човек, пази, че богат човек, кој што се има, ништо не му недостатува. На тој човек нивите му родиле премногу. И тој почнал да размислува што ќе прави со тој богат род. Се сетил дека неговите амбари се веќе полни и новата реколта не може да ја собере во истите. И тој почна да размислува, се разбира, во погрешен правец. Сепак сето тоа што му е дадено мора да се спаси, ама за него, за себе само. Како? Така што ќе ги узме старите амбари и ќе согради нови со поголеми капацитети, што ќе бидат способни да ја соберат, да го соберат сиот род. И потоа, откако тоа ќе го направам, вели,
ќе соберам храна за многу години и ќе можам да ја кажам на душата моја, сега одмори се, почивај, јади, пи и весели се. Откако својата мисла ја завршил, како што рековме пред малку, Бог му се јавил и го праша. Безумник! Што ќе правиш со тоа насобрано богатство, ако денеска ја побарам твојата душа? Кому ќе го оставиш? Последните зборови на евангелското четиво завршуваат со зборовите: така поминува секој кој што се грижи и целиот живот го троши грижејќи се за тоа како ќе се збогати со земни блага, заборавајќи дека тоа што ни обезбедува вечен и несмртен живот се богатствата што од Бога ни доаѓаат, а во нив е самиот тој содржан. А што значи тоа? Вечните перспективи се на страната од оној кој што сака и се богати со Бога, браќи и сестри. Кој што не се замајува, богатејќи се со предмети и претварајќи го овој свет во депонија на предмети. Светата православна црква ја живее философијата според Богочовекот Христос, а според таа животна философија човекот треба да има од се што вистински му треба, но померата од неговите вистински потреби. А секој вишок, се што се прелева, да не урива амбари, да не гради нови, за да го собира за себе си тоа што гние, што се распаѓа, што умире, туку да го сподели со сите браќа и сестри околу себе, кои што истото тоа го немаат. И поради што нивните животи висат на конец, браќа и сестри. А за тоа се виновни богатите, силните, мокните, кои што како и ние не можат да кажат дека нешто свое има, бидејќи ништо свое немаме, а се од Бога ни доаѓа. Ако животот сам по себе ни е дар на живиот Бог, и ако животот е овенчан со неброени дарови Божи, тогаш зашто можеме да кажеме дека е наше, дека е мое, ако е се негово? И со што тогаш јас и умот мој можам да се гордам? Со што, браќе? Во минатото Евангелие ги чувме двете најголеми заповеди, кои што се однесуваат на љубовта како основен субстрат на човечкиот живот. И нешто повеќе од тоа. Љубовта, која што во се е еднаква, се изедначува со живот. Па ке речете ли живот или љубов исто сте рекли? И сето тоа од Бога ни доаѓа, браќи. Тогаш да размислиме над себе си, над своите постапки. Дали сме ги усогласиле
со философијата на животот, од нас прифатена во денот од нашето духовно раѓање со вода и Дух Свети. Ако можеме да одговориме потврдно, христијани сме, браќа и сестри. А ако не треба нешто сериозно, радикално, да промениме во себе си, да се преобразиме себе си како личности, имајќи го Христа за мера на нашето преобразување. Христа за мера на нашето осветување. Мир на тебе што ни читаше. Светата Црква Божја не учи да се само ограничува во потребите наши. Ако тоа ограничување е несакано и однадвор ни доаѓа, станува збор за насилство, за терор, што некој силен го врши врз нас. Ама кога ние, водени од силата на љубовта, кон Бога и ближниот свој, двете големи заповеди за кои што сакам да ви кажам, не си допуштаме да складираме резерви, додека други умираат за леп, е доброволно, од љубовта поттикнато самоограничување. Еден голем писател, наш современик, за таа духовна законитост на христијанската философија вели дека е спасение за овој свет и за овој човек. Господа не научи. Христијанството да не биде академско знаење за христијанството. Нешто што го читаме од страниците на книгите, туку нешто што е воплотено во нашиот живот. Со основната содржина на нашиот живот. Поради што оној што во Христа Господа живее, но и Христос во него не мора многу да зборува. Доволно е да го има и со своето физичко присуство да им го открива живото присуство Божие. Амин.